I know. I'll pretend I'm crazy. How's that gonna help solve anything? Библиотеката за овие ученици е импровизирана театарска сцена. Штиците што живот значат, некогаш за нив се и овие скали. Битола, позната како град на културата, не само што се соочува со интензивен одлив на млади мозоци, туку и покрај потенцијалот, младите во сопствениот град тешко наоѓаат простор за развивање на своите таленти. Љубовта кон актерството за средношколците Вероника и Леонид значи постојан предизвик во потрагата по локација за проби и за изведување на представата. Благодарение на драмската секција, ние свативме дека заедно сме подобри и подинамични. Но, поради фактот дека немаме младински простор, ние сме принудени да ги припремаме своите драми во училниците, во библиотеката, па дури во школскиот двор. Господи Боже, Лордо Магме, што се случи? Учениците веќе имаа една представа. Благодарни сме на театарот и на Домот за култура, бидејќи веќе неколку пати ни ја дадоа можност да ги извршуваме нашите проби, дури имавме премиера, но сепак театарот е една институција каде рамно професионални актери од тоа заработуваат, што значи дека репертоарот во текот на целата година нив им е зафатен, па искрено кажано што само ние им фалиме на таа цела зафатеност. Затоа сметаме дека би било подобро кога би имале еден адекватен простор наш младински. Едукацијата не е само во училишните клупи. Воднаставните активности се исто така значајни за нив, велат психолозите. Креативноста во случајот актерството и тоа како им помага на учениците да ја јакнат својата личност за во иднина да се справуваат со предизвиците во животот. Битола го има младинскиот културен центар, а и тие го имаат него. Некои од изведбите тука ги подготвуваат, без никаков надоместок за пробите и представите. Но заради своите активности, драмската секција мора да се прилагодува на нивните термини. Согласно нашата програма и мисија го ставаме на располагање на различни младински иницијативи и млади луѓе, кои што имаат желба да творат, да се собираат, да промовираат, да презентираат. Народниот театар, Центарот за култура и интимниот театар се професионални сцени со свој редовен репертоар. За да се добие простор, треба да се плати. Без разлика дали тие ќе се снајдат со средства, или пак институцијата доброволно ќе им ја отстапи својата сцена. Учениците нема да имаат предност, туку ќе добијат простор во првиот слободен термин. Битола го има и офицерскиот дом кој е во фаза на реконструкција. По повикот на општината, граѓаните да даваат предлози и идеи за што тој да се користи, средношколците решија да искористат можноста и да побараат офицерскиот дом да биде младинска сцена. Не сакам да преудицирам кој би бил конечниот простор за она што тие го побара, но едно сакам да кажам дека навистина на секоја општина, вклучително и на општина Битола, и треба повеќе простор каде што би можеле младите луѓе да ги искажат своите креативности. И додека по решението на овој проблем се уште се лута низ институционалните фиоки, младината во Битола не се откажува од надежите дека штиците еден ден и младост ќе значат.